Интервју со вампирот е новото драмско остварување на вашиот театар. Што овој пат ќе понудите на публиката и зошто токму во 22 часот е закажана представата? Овој пат подготвени сме да прикажеме една спектакуларно остварување, еден мултимедијален театарски перформанс, кој што одскокнува од се друго што е досега прикажано на големата сцена во Центарот за култура. Една представа која е работена година дена, со многу тежок текст, тежок мизансцен, со ефекти и самата тежина на представата, самиот жанр бараше од нас действието да го помериме подоцна, во подоцнешните часови, затоа што прилега на действието, на мизансценот и на жанр. Кој овој пат се најде во улога на автор, на креатор, на изведувач на овој драмски текст? Авторот е Ана Рајс, тој е многу познат текст, новела по која е правен и бестселерот и блокбастерот филмски Интервју со вампирот, значи познат холивудски филм. Авторот на адаптацијата на текстот сум јас. Одбран е текстот затоа што нуди нешто поинакво. Ние сметаме дека на публиката и треба различност. На крајот на криштата публиката е онаква како што е понудата во театарот. Ние сакаме да понудиме нешто поразлично. Комедиите се добри и треба да ги има, но и представа од ваков тип повремено треба да ја има, за да може публиката навистина да се опушти, да ужива и да ужива во повеќето вкусови на сцена кои ние се трудиме да ги прикажеме. Вашите активности оваа есен беа навистина големи. Дали со ова ја заокружувате вашата театарска сезона за овој период од годината или пак продолжувате натаму до нова година и во следната 2015? Па да, до крајот на оваа сезона, ова е некој најкрупно заокружување на нашата театарска продукција. Со Интервју со вампирот ние го заокружуваме нашето работење овогодишно, но продолжуваме со изведбите, со репризите. Тие ќе продолжат како овде на 15 ноември во сабота, така и во Скопје, во Драмскиот театар и се надеваме на повеќе други места, како со представата за возрастни, така и со представите за деца ширум Република.